Министер, еве најконкретно што можеме да направиме. Вие велите нов модел, ние велиме тој модел по законово беззаконие. Дали ќе има дозвола за градба? Дали ќе имате идеен проект? Нема. Дали ќе ја вадите потребната целокупна урбанистичка планска документација? Не. Све е негативно нова. Дали, еве ќе цитирам, дали ќе издадете потврда за важноста на издадените услови за планирање на просторот, додека е во сила просторниот план врз основа на кој се издаде листите? Што значи на било кое барање задолжени сте веднаш да одговорите. Дали е вистина дека комората укажува листите работи? Инженери и планери, еве ги имате вие дописот. Они укажуваат листото. Дали е вистина дека дозволувате урбанистички проекти да се изработуваат од фирми кои имаат само лиценца за проектирање со еден вработен? Пак, ја не знам што супер човек ќе беше тоа. Што супер човек ќе беше да може да isprojektира 100 км автопат? Не можете така да ни кажете. Ја барем таков човек не познавам. Еве, ќе прашам и Комисијата за транспорт и урбанизам при собранието, дали познаваат еден таков што успел да isprojektира толку многу за толку краток период. Со целиот ризик што може да го носи тоа проектирање. Без сите дополнителни работи. Па каде ви е решено ако имате измени во тек на градба? Знаете како ви е решено? Бидејќи урбанистички проект километар по километар. Нема проблем, се враќаме назад километар, ќе заокружиме. Двоен трошок, тоа не е договорот. Апсолутно. Јас ви велам само зашто сте ние загрижени. Дека влегуваме во нешто што не знаеме. Еве, кажете ми колку мостови, колку клучки, колку тунели ќе имаме. Ништо не знаеме. Влегуваме во сива зона. Само велиме дека ние имаме доволно пари, се тоа да го подмириме. Без никаква контрола. Ве молам, сериозна е работава. Ова нема да се случува сега за 3 месеци. Консеквенциите како ќе се следуваат? Ќе збориме ние и за другите закони, има уште поеклатантни примери. Но пак кажувам, се гази врз државата, врз уставот, врз законите, а вам ви е важно само да се спроведи партиската директива.